Битка за нашите души и земјата. Открите како Q-Anon, новиот светски поредок и илуминатите го киднапираат светот и воспоставуваат контрола над светот. Теориите за Q-Anon и новиот светски поредок. Во последните 5 години, дали сте слушнале за Q-Anon или Q во врска со американската или светската политика и дали сте се запрашале за што се работи, која сочинува и какво влијание има врз општествениот, политичкиот и религиозниот живот. Ако сакате да дознаете, изгледајте го видеото до крај и доколку ви се допадне, оставете лайк или пишете во коментар. Какво е вашето мислење, дали стварно се случуваат вакви работи или се само теории на заговор? Ќе ги откриете внатрешните и надворешните страни на Q-Anon и новиот светски поредок, на јазик на кој дури и жестокиот критичар ќе треба да признае дека дефинитивно се случуваат овие работи. Подемот на Q е смртоносна реакција на метежот во 21 век, бидејќи се повеќе американци продолжуваат да ги прифаќаат теориите против Q-Anon. Без разлика каде живеете, сигурно сте слушнале една или две вознемирувачки работи за тоа и веројатно сте се запрашале дали е вистина дека има педофили кои го обожаваат сатаната и трговци со деца кои сакаат да го уништат нормалниот општествен живот. Ако имате или сте имале такви прашања, тогаш ова видео јасно, фактички и смело ќе ви ги представи одговорите. Од она што навистина значи Q-Anon, каква била неговата агенда од секогаш, илуминатите, новиот светски поредок и последиците од овие сили на политичката, религиозната и економската сцена. Само да споменам дека ќе слушнете и ќе откриете некои од најшокантните факти за елементите, идеите и силите за кои не би помислиле дека постојат. Се одвива тајна војна, можеби поголема од она што се доживувало пред неколку векови. Ова видео ќе ви помогне да разберете за тоа што сте гледале или веројатно го игнорирате околу вас и ќе ве осветли за некои од најтајните агенди и сили во светот. Дури ако никогаш не сте биле тип што ви интересираат вакви теми, можеби ова ќе ви отвори некои нови погледи во умот и на светот. Кај Q-Anon следбениците се насочени да преземат толкување и акција во своји раце. Q-Anon, резиме на кривични случаи на поврзано со насилство мотивирани од Q-Anon, вклучително и случаеви што резултирале со признавање на вината по обвинение на тероризам. Податоците презентирани овде се собрани од различни извори од 2018 година до денес, вклучувајќи страници за пораки за заедницата Q-Anon, страници на социјалните медиуми, на поединци радикализирани, криминални или насилни активности и јавно достапни извештаи за вести. Сепак Q-Anon го наоѓа своето потекло претходно во теоријата на Pizzagate, за која се тврди дека кодирани зборови и сатанистичка символика наводно и очигледно во имејл поштата на Џон Подеста, кој бил хакиран за време на неговиот мандат како преседавач со преседателската кампања на Хилари Клинтон во Америка во 2016 година, укажуваат на таен документ за секс со деца. Синџир за трговија со луѓе во пица ресторан во Вашингтон наречен Комета Пинг Понг. Pizzagate дојде до јавноста во декември 2016 година кога Едгар Мичел Велч отпатува до Северна Каролина до популарната пицерија DC Comet Ping Pong со пиштол и пушка за да ја самоистражи валидноста на заговорот. Q-Anon, задржувајќи го централното верување дека кабалата со моќни елити ќе го контролираат светот, а тоа се група моќни поединци кои работат во тајност за да воспостават семоќна контрола. Q-Anon е екстремно десничарска и таа се појави во 2017 година кабала од елити кои го обожаваат сатаната и шврцуваат деца за секс. Теоријата се заснова на идејата дека висок владин функционер, познат само како Q, обезбедува инсайдерски информации за кабалата и групата следбеници. Темата е поврзана со различни тврдења, вклучително и дека истакнати политичари и холивудски личности се вмешани во сексуална трговија со деца и дека нападите на 11 септември биле оркестрирани од владата и мрежа на актери од длабоката држава. И покрај ова, Q-Anon
доби значајни следбеници, а неговите следбеници беа поврзани со различни акти на насилство и вознемирување. Во некои земји QAnon е означен како домашна терористичка закана. FBI предупреди дека QAnon представува потенцијална закана од домашен тероризам и дека е поврзан со неколку насилни дејствија. Платформите на социјалните медиуми исто така презедоа чекори за да го ограничат ширењето на QAnon, со поврзана содржина наведувајќи ја загриженоста за дезинформациите и поттикнување на насилство. Следбениците на QAnon често ги користат платформите на социјалните медиуми за да ги шират своите верувања и да организираат настани. Те исто така користат различен кодиран јазик и символи, како што е буквата Q, за да се идентификуваат и да комуницираат со другите следбеници. QAnon е поврзан и со разни други теории, како што е теоријата за новиот светски поредок, која тврди дека е тајна глобална елита, работи на воспоставување тоталитарна светска влада. QAnon не е ограничен само на Америка, туку се шири низ целиот свет и се зафати и во некои други земји. Некои земји забележаат следбеници на QAnon како трчаат за политички функции, организираат протести и митинзи, па дури и се вклучуваат во акти на насилство. Исто така и за новиот светски поредок се кажува дека е кабала од елити кои работат зад сцената за да ги оркестрираат глобалните настани за да го поробат глобалното население. Исто така вреди да се напомене дека QAnon е поврзан со голем број криминални активности, вклучувајќи насилство и вознемирување. Подржувачите се уапсени за разни кривични дела, вклучително и киднапирање, напади, заговор за киднапирање или убиство на јавни службеници. Некои експерти исто така изразија загриженост дека теориите на QAnon би можеле да радикализираат поединци и да доведат до насилство. Важно е да се биде критичен кон информациите и да се биде свесен за потенцијалната штета што може да ја предизвикаат теориите на QAnon. Клучно е да се внимава на изворот на информации и да се провери нивниот кредибилитет. Антисемитско потекло на теоријата на новиот светски поредок предизвикува приврзаниците намерно или ненамерно да пропагираат штетни антисемитски наративи. Компаниите за социјални медиуми мораат да се осврнат на содржината на новиот светски поредок и на нивните платформи поради низиниот потенцијал да поттикнува омраза и онлайн насилство. Новиот светски поредок е тоа што приврзаниците на кабалата од моќни елити тајно спроведуваат дистописка меѓународна владеачка структура која ќе им даде целосна контрола врз глобалното население. Под тој режим, дисидентите ќе бидат уапсени, а масите ќе ги поробуваат. Поддржувачите на теоријата тврдат дека повеќето глобални лидери се соучесници во воспоставување на овој нов светски поредок, помагајќи го новиот светски поредок преку производство на глобални настани, како што се пандемијата на коронавирус и многу други, и контролирајќи ги нивните поврзани наративи за да сее граѓански немири. Додека поврзаната реторика во овие онлайн групи на почетокот може да изгледа безопасно, оваа теорија представува опасност за реалниот свет бидејќи промовира фаталистички поглед на светот. Овој кабален наратив најчесто се поврзува со други антисемитски теории кои тврдат дека е еврејска вина, тврдејќи дека тие стојат зад оркестрација на новиот светски поредок, што доведува и до зголемена опасност за еврејската заедница. Терминот нов светски поредок често се користи за да се однесува на хипотетична глобална влада или единствен светски поредок, што би ги заменило суверените национални држави, религии, верување и се друго да спои во едно и една вера, а тоа е сатанизам. Некои теории сугерираат дека овој нов светски поредок тајно се планира и спроведува од група моќни поединци или организации кои често се нарекуваат илуминати. Терминот околу нив, окултно, се однесува на нивното знаење, верување или практики за кои се верува дека се надприродни или мистериозни. Некои теории сугерираат дека новиот светски поредок е поврзан директно со окултизмот и дека неговите водачи користат тајно знаење или практики за да ги постигнат своите цели. Важно е да се напомене дека некои од овие теории се поддржани со веродостојни докази и важно е да се пристапи кон информациите од веродостојни извори со критичко размислување. Па така и они водат битка за нашите души и земјата, како да го киднапираат светот и како да ја постигнат контролата над светот по секоја цена.
па дури и со окултни работи и работи кои се тотално спротивни на Господ. Илуминатите се тајно друштво за кое се вели дека се основани во 1700-тите години и тоа било предмет на бројни теории на заговор низ историјата. Според овие теории, илуминатите се моќна група која ги контролира светските настани и манипулира со владите и финансиските системи во своја корист. Илуминатите се термин кој се однесува на различни тајни друштва, организации или групи кои тврдат дека поседуваат посебно знаење или увид во скриени вистини кои често се однесуваат на надприродно или паранормалното. Идејата на илуминатите е популаризирана во теориите на заговор кои тврдат дека групата е тајна кабала која се обидува да ги контролира светските настани и да врши притисок над владите и општествата. Идејата за илуминатите и нивната цел често се поврзува со култното, што е широк поим кој се однесува на широк опсег на практики и верувања кои вклучуваат надприродно или паранормално или поклонување на сатаната. На вас останува да одлучите дали е се нормално и природно, а вие проценете сами во кој правец се движи светот. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.